Второто гостување, втор гостин поточно во журнал ни е господинот Филип Петровски, директор на градската библиотека Браќа Миладиновци. Добро утро за вас. Добро утро, благодарам за поканата. Како сте во утро? Вообичаено, работно. Крај на неделата, уште еден работен ден, па викенд. Летото е препознатливо дека повеќе луѓето сакаат да читаат книги, повеќе се одмараат, тука се и летните одмори. Прво прашање би ни било каква е посетеноста ова лето на библиотеката? Па вообичаено ние во летните месеци имаме помала посетеност, затоа што во зградата каде што работам јас во многу доаѓаат студенти кои што до летните и полетните месеци ги подготвуваат испитите, така што јас сум навикнат 24 часа, бидејќи работиме и ноќе и практично зградата постојано е полна со студенти. Но во летните месеци, посебно јули и август, тој притисок малку се намалува, затоа што многу од студентите не се во Скопје. Така што сега во овие денови полека се враќаме во форма и почнуваме новата сезона, која што практично од 1 септември ќе започне и очекуваме повторно се зголеми присуството во библиотеката. Самата библиотека. Имате ли некои точни информации, ако тоа е голем фонд на книги, колку книги брои самата библиотека? Ние располагаме со една информација од 1 милион и 100.000 книги. Многу е тешко да се оформи конечна бројка, затоа што станува збор за 22 библиотеки. Значи, градската библиотека Браќа Миладиновци има многу сложена структура која што го покрива целиот град и практично во нашата структура влегуваат 40% од сите градски библиотеки што ги имаме на територија на Република Македонија. Значи, прилично голема структура, со многу вработени, со многу книги и со голема набавка постојано, со голем број на нови книги. Практично тоа многу тешко може да се изброи, меѓутоа имаме над 1 милион книги со сигурност. Иако фондот на книги веќе кажавте дека постојано се зголемува, дали имате некоја исто така евиденција кои од книгите кои што ги имате се повеќе барани, значи зборуваме од оние познати имиња од светот или пак од некои наши писатели, што конкретно студентите според вас сакаат повеќе да читаат, зашто сте заинтересирани? Па, видете, сега различни групи на читатели имаат различен интерес. Студентите повеќе бараат стручна литература, таквата литература е потешка за набавување во смисол на секоја стручна литература е поскапа. Знаеме дека е прилично лимитиран буџетот на секој еден студент, така што тие се обидуваат да ги поземат тие книги. Ние сме во можност од многу повеќе од еден поединец да дојдеме во можност да купиме такви книги. Додека да речеме генералната популација чита повеќе популарна литература, посебно во што го спомнавме во летниот период се бара литература за на плажа, вака полесни романчиња и тоа многу повеќе се чита, додека да речеме еве и младите читаат повеќе лектири. Така што зависно од годините и интересот читателите имаат на располагање неколку оддели кои што се обидуваат да го интересот од нивна страна што се пројавува да му излезат во престрет. Нешто да ни кажете збор два повеќе за членувањето во самата библиотека, за изнајмувањето на книгите, кој е рокот, дали тука постои договор помеѓу читателот и самата библиотека? Тоа се правила, некои правила на играта кои што одамна постојат и мислиме дека се во ред. Постојат одредени ценовници кои што се доста популарни за членување. Едногодишно членство ќе ви кажам вака, чини многу помалку отколку да си купите една книга. Тоа значи дека можете една календарска година, 365 дена, од денот на зачленување ви трае.
можете да ги користите сите книги во библиотеката. Практично ние овозможуваме и групни уписи кои што се дополнително поевтини. Тоа се или за мали дечиња, за школи, за студенти, па дури ако се организира поголема група на граѓани. Ние нудиме и други услуги, може да се направи за 50 денара второ членство, значи во втора библиотека, доколку мислите дека во, да речеме, една од тие 22